Здраво, јас сум Цеца, а вие гледате Точка ТВ. Наш денешен гостин е еден скопски урбан лик, има за кое што речиси и да нема човек во земјава кој што не слушнал. Дама која што со своето присуство го привлекува вниманието каде и да се појави. Уживајте во разговорот со Мија Костова. Па уживам у секој момент на Инстаграм и толку многу сум посветена на се она што го правам таму да можеби ќе биде нефер да кажам дека ги подзаборавив малите екрани. Вчера го зборевме муабетов дека бев онака благо на стината пред да го добијам тестот, откако го добив, епте многу јако ми се слуши. Стварно е некако психички многу зезнато, меѓутоа моето искуство не е травматично. Па, кој е мојот коментар? Дека има делум на вистина во сето тоа, ама сметам дека откако се повидеа сите мерки и откако локалите затворија и нема повеќе она што имаше кога јас заболев, бројките се 3 пати поголеми, така да не сум баш сигурна во ниту една вистина во врска со ковидов, односно со брзината на заразувањето, и сметам дека бев една од најдисциплинираните на почетокот на целата ковид приказна. Некако летово баш се подопуштив, си реков чеке, па ова не може да оди вака до недоглед и веројатно тука и ми беше грешката. Па на ова прашање прво нема да одговорам како за љубовен живот, само ќе кажам дека ми е една исклучителна поддршка Тијана, без која што во последно време не функционирам, од тоа дека технички и секако поинаку стои за цел на што го имам на Инстаграм, до не знам дружбата со Андрија и до сите оние моменти што ги поминуваме заедно, така да конкретно на оваа тема не би одговарала во тој контекст и не би го врзувала тоа за љубовен живот, него за некој човек кој што постојано е дел од мојот Инстаграм профил. Па не, јас не ми се случуваат мене непријатни ситуации, колку и да звучи дрско и безобразно, веројатно луѓето така ме доживуваат многу често и не си дозволуваат. Никогаш сум имала, мислам, иста ваква приказна и пред многу години, кога Скопје и сите ние немавме ни социјални мрежи, ниту имавме фејсбуци и инстаграми. Сме биле многу повеќе во контакт во живо кога сме излегувале некаде, така да мене не ми се случуваат такви работи, затоа што сметам дека на оној кој што ќе проба да ми каже било што ќе му биде многу понепријатно на мене. Па не знам како гледа, едноставно мислам дека е навикнат и дека многу често што во последно време ме иритира е дека вика по неа, не по мене, кога нешто му треба, така да мислам дека се онака баш најдобри другари. Детство. Онака баш со еден збор детство и многу седење пред зграда, играње пред зграда додека не се стемни, додека не ме подбере мајка ми буквално на клоци за да се приберам дома, затоа што ми никогаш не имала ни компјутер, ни телефон. Имав нормално еден фиксен телефон на кој што се договаравме, кога ќе излезевме надвор не прибира. И тоа ми е навистина многу криво што Андрија е стварно ускратен за едно такво убаво детско задоволство. Оваа слика, овде сум, мислам да ме препознавате. Оваа слика ми е, може да кажам, една од првите фотосесии. Беше заедно со една моја другарка, татко беше фотограф и така не викна да сликаме и ова ми е прво искуство со фотоапарат. Овде, па искрено мислам дека не сум повеќе од 5 оделение. Со мене се Мартина и Оле, татко и на Оле беше уствари фотографот и ми е едно такво ептен искуство и секогаш ги носев сликите со мене и на сите ги покажував, пошто така бев у филм дека више сум манекинка и дека нешто многу сериозно ми се случува во животот. Следниве две сликички. Ова е едната. Ова е во Белорусија, 97-ма, во Минск. Ова ми се едни од најубавите патувања заедно со балетска во школа, кое што всушност го завршив и пред известно време имав прашања, сите беа запрепастени дека сум завршила балетско, односно музичко. И одевме на не размена, туку као гостувавме на детски фестивали и спиевме многу често во фамилии од таму каде што одиме. И беше травматично искуство да се спие 7 дена во фамилија од Белорусија, затоа што се многу поинакви од нас и многу сиромашни. Меѓутоа стварно едно искуство кое што до ден денес го памтам како да беше вчера. Ова е сликано во Белорусија и е со балеринчињава, од кои што можам да кажам дека препознавам само две. Веројатно поминало многу време. Ова е, гледам на датумов позади дека е 18.4.97.
Значи овде сум така прилично мала, имам едно 12-13 години. Ова е исто фестивал во Анкара. Стварно многу убави искуства имав од тие патувања со балет. Ова е веројатно некоја девојче со мене која што од некоја друга држава пред да настапиме, така да ме врзуваат многу убави спомени конкретно за тој период од нижо балетско, па и средно, многу убави времења поминував таму. Ова е една култна фотографија од една култна четворка од Песталоци и многу ми е драго што веројатно ќе се препознаат. Бивме буквално нераздвојна четворка. Марија ми е сега во Германија, Кети има деца, Кара ми е во Белград, исто има 2 дечиња. Ова е сликано негде во МНТ и многу е симпатично да се види една девојка во позадина, која што можеби нема да ја препознаете на прва, ама јас ќе ви кажам дека тоа е Биби Ризас, девојката која што се грижи за моето лице, девојката која што години после тоа прави да сум секогаш млада и свежа. Ова е 98-ма, така да отприлика тука негде најдов сликички од тука негде се вртам околу тие години, околу основна школа. Дали би се вратила на ТВ, има потенцијал од овде до небо. Прва фала, а второ, во моментов немам некој проект кој што би ме примамил за да се вратам на ТВ и се она што во изминатиот период ми беше понудено едноставно не ми фати око. Така да за сега некако имам чувство дека имам сопствена платформа на која што правам буквално се што јас сакам да правам, од IGTV видеа до слики, фотографии и лајбовите ми се некој тип на задоволување на желбата да ете ме има во на некој медиум, а некако ова ми се виде за мене најлагодно и едноставно уживам во тоа и него осеќам како обврска, така да некако немам потреба од телевизија во моментов. Дали се во врска со Тијана? Колку пати ми го поставуваат ова прашање, особено кога имам јас лајв или кога јас ќе пуштам прашања и мислам дека и претходно спомнав, ќе кажам пак, дека конкретно не можам да одговорам на ова прашање затоа што едноставно сметам дека прво ќе ме растргнат портали, второ ќе ме прашуваат глупости по инбокс со кои што не би можела да се носам, така да Тијана би требало да ја гледате ако веќе многу сте заинтересирани како дел од се она што јас правам на Инстаграм. Како тоа ќе си го сватите и кој како колку има прљав ум, не можам да навладам. Каде би отпатувале после пандемијата? Со Тијана. Со Тијана за да снима. Па не знам, јас некако од секогаш сакам да одам на Малдиви или на некоја такво поекзотично место, така да тоа би била некоја подалечна дестинација, а со сигурно знам дека во моментот кога ќе се пуштат границите, дека тоа ќе биде еден солун на многу долго време, затоа што некако сум, не знам, емотивно врзана и имам потреба да ги наполнам батериите таму. Дали твојата сексуална ориентација ти помогна или ти одмогна во животот? Прво, не сметам дека сум сексуално ориентирана онака како што водат прашањава. Сметам дека не може ништо да ти одмогне, нити да ти помогне, нити да ти одмогне. Зошто? Затоа што се што правиш треба да правиш за да ти е тебе добро. И сметам дека не може да ти помогне ако имаш 3 деца, 4 деца, многу си им посветена, си несрекна. Исто како што сметам дека не може да ти одмогне ако сакаш човек во какви варијанти да ти дојде во животот. Така да не гледам поента во прашањето едноставно, ниту да одмогне, ниту да помогне. Кога ќе направиш giveaway на бели и класични тартуфи? За ова прашање не знам, треба да ја консултираме Тијана. Најчесто она стои позади тартуфите, приказната со тартуфите и она што се готви со тартуфи, така да супер е идејава и ќе имам на ум и еве може да поднајавиме дека ќе ви подариме тартуфи заедно со Тијана. На кое сеќавање продолжуваш да ми се враќаш? Многу сум емотивна и многу плачам на се поврзано со Андрија, од неговото раѓање до видеа кога бил бебе и некако имам чувство како тоа дете да ми отиде некаде и сега го нема веќе. Буквално имам чувство како некој да ми го земал и ми го вратил на 8 годишна возраст и тоа ми е како некако многу одамна, многу далеку ми е и многу ми недостига тој период и многу често сум емотивна на тие слики, фотографии и кратки видеа, пошто тогаш телефоните пред 8-9 години не беа вакви како сега. Имам некои смотани видеа на кои што се навраќам милион пати и тоа е
едно сеќавање кое што ми прави и убаво и малку тешко чувство дека дитево ми порасна. Јас ништо не би ја прашала, пошто не ми е интересна воопшто и тира некој си маркетинг за да се прирани. Тотално небитна ми е. Овие посебно ги сакам, особено затоа што знам дека ми се едни од оние кои што најчесто силно ме пратат, оние кои што знаат точно што правам, каде јадам, колку јадам, дали трошам пари, дали не трошам пари. И вистината е во целата оваа реченица е дека терам маркетинг точно за да се преранам и тоа е точно. И сум го нашла веројатно вистинскиот пат за да не се фрустрирам од нечија канцеларија, од некој океан систем кој што повеќето ги прави несреќни во денешно време. За разлика од сите нив, јас се преранувам онака како што јас сакам, односно онака како што ми е мене кејф и задоволство. И за разлика од сите оние кои што работат можеби за истите пари за кои што работам јас можам да си земам 5, 7, 12 дена слободни кога ќе ми текне. Односно можам да ги спуштам ролетните и да не станам 3 дена за разлика од оние кои што се прерануваат малку поинаку. Кога последен пат направи нешто за прв пат? Па не знам сега во моментот вака некако не спремна сум за прашањево, ама за прв пат можеби последен пат возев многу долго. Не ми се случила толку долга дестинација, еве тоа ми текна прво ми падна на памет. Заедно со Тијана возевме до Ердек, тоа е една така прилично долга дестинација, Турција, едно добри 10-11 часа во кола и мора да признам дека ги извозев вака. Како до безгрижност и рамнодушност? Па сметам дека не сум нешто многу кадра да го одговорам ова прашање, затоа што се трудам на Инстаграм да не изгледа дека сум константно безгрижна и ниту сметам дека сум рамнодушна, напротив, многу сум и емотивна и водам грижа за многу работи околу себе, тргнувајќи од себе па и до моите родители и сите оние кои што ми се во моја околина, некако од секогаш сум имала одговорност кон сите кои што се околу мене, така да сметам дека за да се осеќате подобро треба само да го правите она што стварно сакате да го правите и дека во ниту еден момент не постојат пари кои што може да ве купат за да бидете на некоја си позиција некаде, а тоа буквално ви ја јаде душата. И сметам дека безгрижност и задоволност е баш тоа. Едноставно да сте задоволни со па еде, јас не сум многу скромна, ама да сте задоволни со оно што го имате во моментот и да стремите кон повеќе, тоа никогаш да не ви прави притисок и терет.